Заменик директорот на рудникот Бучим соостри критики кон еколошките здруженија, бара од нив доследно да се вршат работата пред да осудуваат за штетноста од отварањето на новите рудници. Николов смета дека треба реално да се согледуваат работите и јавноста да се изнесат аргументи со кои не само што ќе подигнат јавната свест, туку ќе имаат и реална слика за еколошките мерки. Нема ни пиле да лета, нема ни ова, нема, значи многу внимателно треба да ги даваме изјавите, особено граѓанските здруженија кои треба на државата да и помагаат, не да со своите изјави одмагаат. Не знам за вашето здружение, но има да речеме Спас за Богданци, нели? Многу звучно е името и тоа ако е Спас за Богданци мора да биде, или Спас за Валандово, не знам како се вика точно, мора да биде и оправдано да се, тоа е голем збор. Значи сите го нападнале градот или Спас за Радовиш. Мене би ме болело кој ќе каже Спас за Радовиш. Бидејќи ние сите сме го нападнале, а има Спас за Радовиш. Името треба да си го оправда постоењето. На само неколку дена пред реализацијата на референдумот во Богданци, градоначалничката на оваа општина вчера беше во посета на Бучим, каде одблиску се запозна со работата и процесот на вадење руда, како и на средба од која побара образложенија за некои факти кои за неј граѓаните се уште не допреле. Мене лично ми предизвикува како најголем, да кажем, страф е во случај на катастрофа излевање на, затоа што вие кажате, ограничени влијанија, секоја работа има, па и рудникот на локално ниво, значи влијанијата се локални. Што ако се случи некаква катастрофа и излевање на езерата, што се со отровни материи, химикали и нив. Со оглед на тоа што Валандово е трусно подрачје, значи има опасност од повреди на телата на тие базени, што се изолирани и немаат никаков контакт со почвата и со подземните води. На 11 јуни годинава богданчани ќе се изјаснат дали се за или против отварање рудници на нивна територија.